Високата македонска делегација, што ја чина 31 луѓе на општините од Пелагонискиот, Полошкиот, Североисточниот, Југозападниот и Вардарскиот регион, раководителите на центрите за развој на планските региони и представници на ГИСРЕД програмата, денес беа примени од градоначалникот на Копер во Република Словенија. Пред присутните во Агенцијата за регионален развој во Приморска беше елабориран планот за регионалниот развој и националното финансирање после 2014 година, како и проектите од регионот финансирани од различни извори. Ние сме компатибилни по однос на стратегијата, што значи дека и нашата стратегија во целост може да се применува во регионалниот развој. Лепе збратиме со Копер и во тој поглед во иднина сакаме да ги уште повеќе продлабочиме односите во однос на проектирање на проекти со кои заеднички би аплицирале пред ЕУ фондовите. Успехот на овие општини, населени места е заради тоа што имате една поврзаност помеѓу проектите што ги носи општината, регионите и државата. Значи овој линк е добро да се преземе како пример и да функционира и кај нас. Копер е помеѓу трите најголеми и успешни општини во Словенија со годишен буџет од околу 70 милиони евра. Голем дел од средствата се обезбедуваат преку европските фондови, наменети за финансирање на проекти од енергетската ефикасност. За таа цел е подготвена регионална стратегија и акциски план, изготвен од регионалната агенција за енергетска ефикасност Голеа. Една убава размена на искуствата, едно согледување, поготово во делот на обновливите извори на енергија. Мислам дека ова ќе го пренесеме во нашите општини како градоначалници ние и дека ќе биде плодно сепак ова студиско патување и ќе си донесе своји ефекти. Како представник на Вардарскиот регион, каде што навистина имаме изобилие на ресурси во делот на лозовите гранки кои што остануваат и во прасковите во Росоман, кои што остануваат, значи како фира, луѓето ги палат, значи имаме простор сите овие општини да училиштата и оние важни работи со кои што располага општината, зашто не и државата да бидат загревани со тие ресурси. И порано ГИСРЕД програмата организираше студиски патувања во многу европски земји. Целта беше подигнување на капацитетите и размена на искуства. Од студиското патување очекуваме поефикасно користење на средствата од ИПА и другите фондови на Европската унија. Една од можеби најсофистицираните депонии во Европа за управување со цврст отпад е оваа во градот Изола, на само 5 км оддалеченост од Копер, на самиот брег на Јадранското море. При посетата беа представени локалните структури за управување и обработка на отпадот, како и технологијата и начинот на работа. Од Копер, Словенија, за Инфо на Ирис телевизија, Трајан Ристовски.